Зголемена телесна тежина, деформитети на работниот и граден кош, почесто истегнување на мускулите, страф од физичка активност, се само дел од последиците на онлайн наставата што ги чувствуваат учениците сега кога повторно се вратија во училишните клупи. Југослав Спасиќ, наставник по физичко и здравствено образование и председател на Сдруженијето на спортски педагози, посочува дека и пред ковид пандемијата податоците од систематските прегледи на учениците во 2019 година биле алармантни. Според Спасиќ, 16% од основците биле со лошо држење на телото, 17% со деформитети на работниот столб и градниот кош, 19% биле со рамни табани, односно проблеми со стапалата, додека пак во средните училишта бројките се уште поголеми. Тие податоци беа уште тогаш алармантни и покажа дека има потреба од физичка активност, така да тандем настава, односно физичко образование со стручен наставник се воведе во прво, второ и ова година во трето и дури во пандемиските услови, во први и второ и сега трето деление, континуирано беше таа настава. Но, како што кажавте, кои се последиците и нашите видувања, секако дека во онлайн наставата се видува доста аномалии на нашиот целосен систем во кој сме вклучени ние наставниците. Иако изработувавме онлайн настава, разработувавме скратени програми, инвентивни решенија за домашни услови, за часови по физичко и здравствено образование, сепак доста се заскривавме, да бидеме самокритични, отворени, се заскриваме зад екраните и ние наставниците, и учениците и родителите со разни изговори, а имаше можност секој во домашни услови да го избежува часот по физичко здравствено образование, ќе се одрази на зголемена телесна маса, бидејќи и наставата и забавата и личните потреби се изведува и социјална комуникација беше преку технолошките средства, но тоа ќе влие сигурно од 2022, ја мислам дека во февруари или март ќе ги имаме податоци ако се реализираат сите планирани систематски прегледи, ја мислам дека тука ќе има сигурни проблеми со видот. Лошиот вид може да придонесе за лошо држење, може да очекуваме поголем број на деформитети, тоа барем ќе го коментираме за половина година од сега. Може да се примети кај децата брзо проблем во комуникација сега во друштвена средина, многу поразлична од домашни услови или комуникација со технологијата. Проблем во перцепирање на активностите, брзо задишување, срцебиење, страф од физичка активност, истегнување на мускули, исчешување на зглобовите. Само со зголемен број на часови по физичко и здравствено образование ќе има физички активна и поздрава нација, вели наставникот Спасиќ, посочувајќи дека Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието би можеле да предложат 5 часа по физичко и здравствено образование неделно за учениците од 1 до 9 одделение, а 3 часа за средношколците. Физичко и здравствено образование, дури во изработка на програмите, јас би предложил да го стават на прво место, не дека сум наставник по физичко и здравствено, исто сум и родител, така, исто сум бил и ученик. Ако сакаме да кажеме дека нешто што ни е примерно, мора да биде како примерно и на прво место. Може би и во дневниците наместо прво се запишуваат мечините, јазици, математика и така натаму, не потценувајќи ги, да биде физичко и здравствено образование за сите нации, тоа за сите култури и така натаму. Што би предложил? Например, би предложил да има училишниот спорт на место, иако е супер, одлично е што има физички активности, што има многу надпревари, огромен календар, вклучени ученици, но надпреварите како надпревари повеќе влијат на некој социјален дел на учениците, отколку на здравствениот аспект. Училишниот спорт би апелирал или би посакал да биде повеќе острнат кон тренажен, редовен и континуиран тренажен процес од 3 до 4 пати неделно во училиштата. Наместо сега во Куманово 20 училишта да имаме 2 училишта кај што практицираат во училишен спорт физички активности, тоа да биде во секој училиште. Може би општинскиот буџет што е за спорт да биде 90% да биде за училишниот спорт, каде што ќе може со тој буџет да бидат и училишни и масовни настани, традиционални, сите да бидат да речеме буџетирани со цел да сите бидеме континуирано активни. Деновиве се вршат систематски прегледи на учениците, а токму резултатите ќе ги покажат и реалните последици од примената на онлайн наставата заради ковид кризата.